Опа, добър ден. Добър ден. Поменете Здрав живо! да сте здрави живи. Може? Да влеземе. Само како да не поведете. Овие легнате. Почитувани гледачи, се наоѓаме во домот на Чичко Кире во Прилеп. Дојдени сме да поразговараме со него за неговата животна историја. Верувам дека ќе биде интересно и затоа ве поканувам да ја проследите емисијата до крај. Чичко Кире, ти благодарам што не примивте да бидеме денеска во вашиот дом и да поразговараме малце за твојот живот. Вие сте еве во длабока старост, еден од постарите верници и повозрасните верници во нашата црква во Прилеп, па мило ми е што прифативте да имаме еден краток разговор. И баш ми е мило што сте во мојот дом. Благодарам. Баш ми е мило. Имаме прекрасна прилика и да искористиме за добро. Така. Кажи им на нашите гледачи кога си роден и каде? 3.4.35 во Прилеп. Так. Имаш браќа, сестри, си имал? Имам тројца сме браќа, 2 сестри. Так. И сите сте живеели во Прилеп, што вели Во сложно Прилеп, семејство. Во Прилеп, да. Така. Во разговорот претходно ми спомна дека како мало дете си имал некои проблеми здравствени, па може малце да ни споделиш со Па гледачите? можам да ви кажам и то, не да ви кажам него како да го гледам. Таа слика никогаш нема да исчезни, дури сум жив. Околу 4 години, 5 може, што ми купиле костумчец. Бев болесен и ме држеа да не паднам од болка, таква болест. Значи, костумче да ми дотера и да на гробишта. Еве сум толку години жив. Искуство со Господа. Прекрасно нешто. Така. Очигледно, Бог имал некое провидение со вас, како човек, како дете. Еве, вие сте веќе во длабока старост. Потекнуват од православно христијанско семејство. Да. Од татко и мајка православни. Како течеше твојот младински живот? Дали може да се сетиш во младоста? Кои хоби ги имаше? Како беше дружењето во тоа време и животот, бидејќи тоа беше во минатиот век, би рекли? Основно училиште заврши овде во Прилеп, така? Во Прилеп да завршив. Како млад човек, се сеќавам добро, тие најопасни години кои се, после 17-18 години, најопасни, ѓавол работи. Фала Богу, во се скоро сум бил одделен од зли друштва. Од сите пороци во тоа Од време. сите, да знаеш. Да знаеш. Така. Ти ѓаволот ти носи нешто што е најгнасно при Господа. Така. Од секојаш постои таа борба за кој ќе управува со човечкиот ум, дали ѓаволот или Бог. Нажалост, младите многу потпаѓаат по тие пороци во својата младост. Сум се држал јако со помош на Христа. Со помош на Христа, што вика Павле, ништо не можам да направам ако без Христа, а со Христа можам се да направам. Така. Кажи ми, твоето хоби во тоа време кое беше од спортот? Да. Имаше фудбалот. Фудбалот, така. Фудбалот на прво место. Еве, ете ја и сликата. За која екипа играше во Прилеп? Знам сега има Победа, тогаш се викаше игра за Гоце Делчев. После ја прекрстија и вика Победа. Победа. Значи си играл во првиот тим и првиот тим, да. Халф си играл, си да. Шутирал со лева и десна нога, било ти се едно, а? Знаеш како е чекав топката? Како топ право вака во мене, шутирана од играч, противник. Знаеш како е фајчев топката? Ја смирував. А голот го знаев како иди и овде ќе му удреше в гради и пред нога идеше. Значи бев мајстор за тие работи. Така. Да се поставам и како да... Сте играле со екипи од соседна Србија во тоа време, сигурно. Доаѓале српски екипи. Како да не, пријателски утакмици. Во прва лига ние да сме биле, али втора лига бевме, ама како прва. Победа беше призната, како јак тим. Колку години имаше? Млад си бил тогаш? Тогаш? 18-20 години? 18 до 20 години. После заминав горе долу. Значи, си бил љубител на фудбалот, си играл. Што да ти кажам. Така. Потоа си заминал во армија, во војска, така? Во војска да заминав.
Војската каде ја служеше? Војник бев во Титоград. Тогашен Титоград. Цистерна возев, гориво. Да? И не знам од кога почна армија да оди, мислам во Египет, тут и Израел и Египет, војна тогаш имаше меѓу нив. Ние сме мировници кои сме биле тамо. И што мислам беше зборо. Значи преку армијата си заминал во Да. мировни корпус. Интересантно вака ми беше. И доброволец се јавив. Така? За во Египет оние кои беа чланови на партија, како Тие има предност, значи, во тие тоа. само. Ти не можеше да те примат, знаеш ки, мене ми вика капетано. Рекол, пријави ме, ќе ме примат, знаеш. И вистина, ме пријави како доброволец и ме примија. Така, добро, сега ако спомна тој мировен корпус, објасни како беше животот за тие 6 месеци во Египет, таму во Палестина си бил исто. Во Газа одевме, придружник имав војник и наоружени бевме. Джемс амерички возев и во Газа одевме да нас носев храна. Една храна 8 држави јадевме. Иста храна. Кој ќе не постави јадење, што ти душа сака. Така беше. Да. Ама не сме војска. Јас бев само војниците кои ќе ги однесем на граница и се враќам. И одам после да ги земам. Интересантна работа. Ни на памет ми дело каде одам и на каков терен се движам. Сето минирано, а јас сум на почетак прв на колоната. Сите се по мене, неколку камиони армија, јас, миноистраживач и во Джемсот вреќи по часаите да не сказни име мина. Да. Ни на памет то мене било. Само возам и готова работа. Значи, животот бил во опасност, бидејќи Во опасност. биле завојувани две страни, две војски. Па минирано, како се повлече армијава и минира. Да. Тоа е големо животно искуство. Бог те чувал и во тоа време. Бог имал план со тебе. Па како да не? Тогаш се уште не си го познавал Бога на еден исправен начин, сигурно. Да, точно така. Бидејќи традиционално потекнуваш од православно семејство, ама познавање за Бога не си имал така големо. Ни најмалце. Така. Добро. А сум го сакал Господа. Так. И прво да кажам, и стварно, кога ќе отпочнеме ваква тема, прво Христос. Преќе ми дојдо мисли. Христос и сето друштво 12 души. Во една соба. И Христос му дава прашање на Петар: Симоне, дали ме сакаш? Па Христос вика, Симон вика, те сакам Господе. Пак уште до третиот пат. И овој остана ожалостен. Од секогаш сум го сакал Христа, затоа сум 60 години овде. Така. Се враќаш од Египет, од Палестина, 6 месеци сте поминале таму, се враќаш во Македонија. Така. Добро. Продолжуваш со својот живот, веќе тука е средна школа, си завршил овде во Прилеп, автомеханичар, така? Да, механичар. И отпочнуваш со твоја работа, сигурно. И он отпочнувам, да. Во тоа време го запознаваш и Господа некаде на 30 години отприлика. Како беше тој момент, тие денови, како го запозна Господа? Преку кои луѓе овде во градот? Така, супер. Може да ни кажеш малце во тој контекст? Една вечер ме стегна толку силно стомако, ја мислев оти ќе пукни. Тоа беше некаде околу 8-9 сата на вечер. Од тоа што не знам. И одма ноќта на болница. Полека. И имав обичај да се јавам кај мајка ми. Отаде вртам од кај мајка ми, па после релација за кај гробиштата кај сестра ми, тоа ми болницата тука е. И под хитно операција, напукнато слепото црево. И јаве сум здрав и жив. Колку години тогаш имаше? Слепо црево во младоста си имал операција? Тоа веќе од војска кој си дојдов. Од војска. Чичко Кире, потекнуваш од православно семејство. Кажи ни каква беше атмосферата во семејството, бидејќи како православни, дали посетуваш и
и ти црква, односно дали ја посетуваше службата во самата црква? Дури не сум познавал вистината, добро беше. А од кога познав вистината, не беше во ред сетото од кај мајка ми и од кај татко ми. Јас, прво да кажам, како дојде ова реч во моите раце. Значи, отидов од крај на градов, кај сестра ми. И ко седна вака на каучо, и имаше книги тука, ама посебно една книга црна, ова книга. И ја прашам за ова книга. Шо книга е? Рече Библија. Ми ја даде девер на Димчета, што му е браточет. Кога се мажела, меѓу другото што примила бакшиш, добила и Библија. Дали можам да ми ја дадеш? Дури сум сега под боловење, тога под боловење бев да ја земам. Рече слободно земи ја. И до ден денеска е. И ко видов како читам, гледам за сабота е. Сабота. Едно што читам, второ, силен глас 3 месеци. Субота е дан Господни. На српски беше книгата. Субота е дан Господни. И на основото се крстив. Значи, тоа беа првите почетоци и контакт со Светото писмо, со Библијата. Да. Си пораснал во православно семејство, меѓутоа Библијата не била толку читана и проучувана да се пронајде правата вистина. Но ете, после болеста што си имал, односно операцијата, нели, со слепото црево, ја контактираше Библијата на еден чуден начин, си ја добил и ја откриваш дека саботата е 7-миот ден за празнување, така. Кој проповедник беше во тоа време? Дали ќе се сетите? А тој Саво беше. Сава Марковиќ. Така, да. значи тој воспостави контакт со тебе, со вашето семејство и почнавте да се дружите преку Библијата и се крштаваш некаде на 30 години. Така беше околу 30. Во едни од најубавите години во човечкиот живот, што се вели, млад, полн со енергија. Добро, сега, бидејќи веќе стануваш адвентиста, христијанин адвентиста, дали ќе се сетиш малку како беше животот во црквата, твоите први чекори во адвентистичката црква? Отприлика имаше доста луѓе, верници? Имаше. Можам да кажам од прилика, како беа околу 30 души имаше. И помлади, и средни, и деца? Да, така беше. Имавте повеќе часови на богослуженија, петок, сабота, дали? И среда понекогаш. И во среда. Тоа недела обавезно. Значи петок навечер, сабота и недела. Попладне и недела. Може би во среда сте имале молитвен час или учителски час, така да црквата била жива во тоа време. Еве гледачите ќе можат и неколку слики да во меѓу време да ги видат дека навистина црквата била жива. Каде се собиравте во почетокот? Во почетокот во оваа црква секако што све. Значи, од 63-та година, да. Таа црква тама предходно, колку што знам од историјата, се собирале на други места во градот. Кај Атанас слушав во една соба во куќата, во една соба имале богослужење. Така, значи по куќите се собирали кај Атанас. После во црква. Добро, брат Кире, да се вратиме пак во тоа време. Кои служби си ги убавувал во црквата? Служби? Си служил? Си бил водач на некои оделенија, саботна школа, попладне, бидејќи си бил и млад. Како да не, па и држив и проповеди. Проповеди секако, да. Само еден детал сакам да истакнеме. Кога си ја прифатил... Бев и старешина. И старешина, така. Кога си бил млад, си ја прифатил саботата, бидејќи ти си имали дукен, односно работилница, автомеханичар, така. Меѓутоа, дали најде на проблем со саботата? Кај некои фирми кај што си работел. Да, како да не. Кажи ни како тоа изгледаше во тоа време. Ја изгуби работата ради саботата? Не работев во сабота. Од кога се крстив, се запослив во едно предпријатие Бетон. Така. И е празнуваме сабота. Една сабота нема да ја заборавам. Точно на време излегуваме и на време да стасаме. Само што излеговне надвор со жената, теретен камион со 20 шофери. И ми вика, Кире, главниот директор на предпријатието дојде, не прати да дојдеш на работа. Мене ми вели. А јас, ние дотерани за во црква. И му викам, некам, извини, спремен сум за црква, друга прилика. И не отидов
пошто тој сакаше ја да појдам таму. Зошто не сум на работно место? И ништо. Другата седмица дојде, во кој ден не знам, и ми реше да појдам во Битола, да поразговараат со мене. Слушај, ќе работиш како сите што работа или не? И нема место за тебе овде. Реков, не работам како сите што работа. Сега тој не знаеше го, каде да се изразам, ќе го матирам. Реков, не работам како сите што работа. Како рече тоа? И му кажувам. Шефов кој е овдека над мене, главниот шеф што е, вака ми реше. Ова работа ти што ја заврши за 2 дена, тој кога ги донесе 20 работници, 4 дена ја работе. Затоа не работам кон нив. Рече, слушај, ќе работиш во сабота или не? И тоа беше крај. И си отворив сервисот и си работев за Америка. Така. Значи, си имал проблеми Имав, во како да не. саботата, зашто газдите би рекол барат работници да Не, и работат. одма додавање друго, трето на И уверец. сабота. И рекол ми Но рече, добро, и по професија си бил и шофер. Во војска да не беше шофер. Возев, да. Така. Добро, си отворил работилница, си работел поправка на автомобили. Меѓутоа, сепак еден дел во твојот живот те насочува кон странство. Си заминал и во странство. Во кои држави беше? И кратко си живеел? Во странство. Во Франција? Прво во Аустрија, после во Франција. Така. И од Франција си дојдов овде, таму да работев 2-3 години. И гледам, сакав да одам во странство, да работам. Како поарно ќе ми биде. И тоа го сторив во Аустрија. 3 месеци бевме таму. На 3-тиот месец отидовме во Америка. Се запослив. Жика Мара Живко беше Црногорец проповедник. Тој ми гарантираше за Америка. И работев во германска фирма за Volkswagen. За едно искуство да ти кажам за плаќањето, како добивавме пари, се во чек, никој не знаевме кој колку ќе зема. А еден Бранко Србин беше голем мајстор. И тој разбрал, јас не работам таму во сабота, а земам повеќе него тој што зема. И отишол кај газдата, па српски знаеше, австријанец ми пише газдата. И се бунал, зошто толку. Му вика, јас гледам по налозите, ако не работиш ире во сабота, ама многу повеќе него ти. Да знаеш, ако продолжиш така да за 1000 да зборуваш, ќе бидеш истеран. И продолжи и истера. Најдобар мајстор. Ја рече сум газда и ја давам рече. Давам или земам. Значи бив секаде наградуван. Па и во војска, па и овде. Така. Значи сте биле вреден работник. Имам, и војник, и како мајстор, така да. Потоа и се такмичев за брзина на мотори. и мотори си возил. Не, тоа за мотори веќе секако него од моториве, од коли беше, за ремонт. Така. Да, беше познат мајстор кога беше активен или во Прилеп, посебно Volkswagen беше љубител на такви автомобили. За 4 сати да го симнам и генерално да направам. Во Швајцарија тоа беше. Значи, после Америка, односно Франција, Австрија, Америка, се враќаш конечно во Македонија, така. И тука се пензионираш во Прилеп. Бидејќи сега си во длабока старост, колку јас ве познавам, вие бевте љубител на возење на велосипед, многу возевте. Одржувавте физичка кондиција. Како да не? До кога возеше? До кога? До пред известно време, така? Па сега коронава го фати. Да, до пред короната. Како ја преживе сега кога спомна короната? Како ја преживе? Ве зафати короната и вас? Ја толку не сам, ама сиот терет беше на незе. Добро, значи и вие ја фативте што се вели. Така бил. Но фала на Бога, ја прележавте, поминавте и се уште сте активен, ете што се вели на нога и умот ве служи, еве и овој разговор што го водиме, тоа можат нашите гледачи да го приметат. Ајде, при крај сме на овој разговор, Чечко Кире, уште малку за црквата да кажеш. Да, добро. Ке се сетиш за проповедници кои поминале, тие постарите. Еве, спомнавме за Сава Марковиќ. Претходно, дали ке се сетите уште на некој? Или после него?
После него Богдан беше. Богдан Мишо. Биволович. Така. Мишо Радованович, тие се уште се живи и во пензија се сега и тие, меѓутоа Мишо жив е? Жив е Мишо во Австралија е. Во Австралија е се уште жив. Колку што ја познавам историјата, тоа ќе го потврдите и вие, тогаш имаше само двајца проповедници во Македонија. Така беше. Мишо беше и Богдан, бидејќи некои македонци кои имаше во тоа време беа можеби во Србија на служба, но тие ве посетува, значи Богдан и Мишо Радованович. Кажи ни нешто, какви беа предавањата? Имаше ли предавање за јавноста? Ние ги нарекуваме евангелизации. Како беше посетеноста? Посетеноста за време на Мишо и на Богдан 100% имавме успех. 100%. Jer tije беа, како ги нарекувам понекогаш, МиГ-27 или бомбардер рекол. Авионите МиГ. Такви беа проповедниците. Имавме успех. Значи имаше добра посета. Доаѓа посетители. Многу посета имаше. Многу. Према сега, кој ќе го поредиме, сега се ништо него тогаш. Да. За Мишо да ти кажам. Повели. Често идеше во Прилеп. Многу добри бевне со него. Многу добри. Една ноќ, цела ноќ работевме, односно тој плакар ми направи. Може ти тоа да замислиш? Умееше тоа да го прави? Столар? Па не умеше него, мајстор не умеше да го направи. Така. Добро, еве, тие се моменти интересни, значи бил проповедник, ама умел да прави ормари, да помага на верниците, така? Па така. Да. Добро, Чичко Кире, само би те запрашал уште едно прашање за еден од постарите верници во тоа време, вие сте го запознале, тоа е Атанас Наковски. Кажи ми, на мене и на нашите гледачи, твоето видување, како беше тој човек, зашто долго години беше водач на црквата во Прилеп, како старешина. Јак водач. Да? Јак водач беше. Тој знаеше да, како имаше нешто некој споразум, тој знаеше да го среди како што треба. Да нема гавги и да нема мир. Значи беше влијателен на верниците. Да. Го почитува верниците. Како да не. Со авторитет, што би се рекло. Како да не, многу. Да. Јас како момче, како дете го паметам. Меѓутоа, вие сте били овде, сигурно, повеќе време сте поминувале со Атанас, така да тој оставил длабок траг во историјата на црквата во Прилеп. Па дека овдека му беше ова место во негова беше. Стално бевне заедно. Така, тој што беше по професија, земјоделец или беше работник? Земјоделец. Земјоделец. Да. Во тоа време тука во Прилепа и сега се уште тутунот е како главна гранка на производство. Не, тој не работеше тој. Не работи. Бавцата си ја работеа тие. Бавцата имаше крави, сточарство се занимаваше. Да, имаше. Така. Еве, Чичко Кире, при крају сме. Што може да им порачаш на гледачите, посебно на помладата генерација која живее во едно динамично време? Денеска е животот многу динамичен, многу брз. Пака ми дојде на мисла дали ќе ја поновам. Нека не мисла многу за себе. Младите. Младоста е најопасна за луѓето. Тие мислоти се може да направа. Со нивното работење и правење ги носи само во пропаст. Му пожелувам на сите млади да видат во својата младост опрезни во живот. Дјаволот работи на префин начин да ги оддели од Господа, ни да мислат за Господа. Јас тоа му го посакувам на младите луѓе. Од времето си врви. Сите денеска гледам јас по неколку дена, вчера така мислев, што ги познавам сите на работно место што беа, Надир го река што се на работа во предпријатието. Сите отидоа. Сите безбожници беа. Значи, од младоста кој ќе го запознаеш Господа, нема поубаво од тоа. Така. Нема поубаво. Да, и во Библијата пишува таму мудриот Соломон, нели вели, сине мој, дај ми го твоето срце во младоста. Човек може да му служи повеќе на Бога, да даде, нели, во тие млади години, но
убава порака упативте до младите да внимават, зашто се е поминливо на овој свет. И младост, сите ние сме били некош помлади, така? Животот поминува, меѓутоа битно е што се вградува во тој млад ум. Рековме, постои борба за човечкиот ум, кој ќе управува, Бог или сатанат? Му посакувам, како апостол Павле што кажа, пошто кога спомена умот, а ние имаме Христов ум. Ако имаш Христов ум, е се во ред. Так, Се е во ред. так. Се на позитивно оди. Да, додека е човек млад, кој ќе Да. постари и очите откажуваат, и умот откажува, меѓутоа ако... Павле вика, промени го умот. А како може да го променим умот? Со вера во Христа. Так, так. Се можам во... Се можам во Исус Христа кој ми дава сила. дава сила. Така. Добро, Чичко Кири, ти благодарам за овој Молим. разговор, Милови. за овие спомени што ги спомнавме во твојот живот и за поракава што упати до нашите Па мило ми и гледачи. друг пат да се видиме, што Ако побрго. Бог даде, пак ќе се видиме. Почитувани гледачи, ја проследивте емисијата Средба со Бог. Закажувам нова средба во наредната емисија.